Северна Кореја соопшти дека нејзината намера да се денуклеаризира не е резултат од санкциите и притисоците предводени од Соединетите држави. Ова следуваше по неодамнешните тврдења на американскиот председател Доналд Трамп дека бил заслужен за историските дипломатски случувања меѓу Северна и Јужна Кореја. Лидерот на Северна Кореја, Ким Џонг Ун, и председателот на Јужна Кореја, Мун Џаe Ин, во минатиот месец ветија целосна денуклеаризација на Корејскиот полуостров. Председателот Трамп во петокот изјави дека бил одреден датумот на неговиот состанок со Ким Џонг Ун. We are in constant contact with North Korea. We've actually worked out a time and a place which will be announced shortly. Председателот на Јужна Кореја, Мун Џаe Ин, изјави дека Трамп заслужил Нобелова награда за мир за неговите напори да се стави крај на спорот помеѓу двете земји. Меѓутоа, официјалната новинска агенција на Северна Кореја објави дека Вашингтон го заведува јавното мислење, тврдејќи дека настаните се резултат од санкциите предводени од Соединетите држави. Ваквата оценка може да значи враќање кон повторна изолација на таа земја по неколку недели очигледно одмрзнување на односите, почнувајќи од веста дека Ким сака да се состане со Трамп. Северна Кореја е погодена од низа санкции на Соединетите држави и Обединетите нации во последниве години како одговор на нуклеарните и ракетните тестови на Пјонгјанг. There's an enormous diplomatic effort to continue to keep the pressure on North Korea and bring them to the negotiating table to a place where we can successfully eliminate the threat from Kim Jong-un's nuclear arsenal. Северна Кореја во неделата го предупреди Вашингтон да не ја сваќа мировната намера на Пјонгјанг како знак на слабост и го предупреди да не ја провоцира Северна Кореја со распоредување воена опрема во Јужна Кореја и отворање на прашањата поврзани со човековите права. But I think a lot of great things will happen, but troops are not on the table. Absolutely. Thank you very much. Трамп планира да се состане со Ким во наредните неколку недели, иако во петокот рече дека ќе ги продолжи санкциите и притисокот врз Северна Кореја.